дел од пратениците чинам дека кандидираат сега за градоначалник. Па да, што е логично да има така, политичко искуство. Јас би сакал да се навратиме околу општинската администрација. Што подразбирате под општинска администрација во смисла на реформи на општинската администрација, подобрување, доекипирање, ресистематизација и така натаму? Предпоставувам дека еден дел можеби се однесува и на регулирање на некои проблеми кои што се јавија во јавниот комуналниот сектор и така натаму, меѓутоа и комуникацијата со граѓани, и тука јас би ја спомнал во овој пакет на прашања, неизоставната, не ја споменавме кај младите, дигитализација и вклучувањето на вештачката интелигенција и така натаму, што може многу да придонесе во комуницирањето со општината, собирањето даноци, вадењето на некои документи и процедури и така натаму, кои што граѓаните им се потребни, а зависат од локалната самоуправа. Колку многу има само да се кажува за ова. Да, вештачката интелигенција ме омилена тема на мојот колега. Не, допрва ќе ви биде на сите омилена тема. И мене ми е. Ја учите, и да не сакате, ќе ја научите. Ќе се научиме. И мене ми и лично верувајте, многу сакам да учам новитети. А кога станува збор сега пак за општинската администрација,